Од отпад до скап производ. Бучин почна со реализација на проектот кој предвидува од јаловината складирана во изминатите 30 на години да произведува чист бакар. Инвестицијата чини 9 милиони евра, а ќе се произведуваат од 2 до 3000 тони електролитен метал годишно. Во јули 2011 од Македонија ќе биде извезен првиот бакар со домашен квалитет. За прв пат во Македонија ќе се појави готов производ електролитен бакар, значи ќе изградиме мала електролиза и ќе се добие нов производ чист бакар ќе се извезува од Македонија во количина од 2 до 3000 тона. На глобално ниво недостасува овој метал, па оттука и оптимизмот на менаџерскиот тим дека цените ќе се задржат и ќе одат во нагорна линија. Однапред било продадено производството за наредните 10 години. Пазарот е отворен, значи пазар има неограничен за ова. Прашање е кај овие метали е цената. Инаку колку можеме да произведеме, толку може да се продаде. За одбележување ние имаме продадено производството за наредните 10 години. Значи воопште не е проблем пласманот, проблем е како ќе биде цената на светската берза, но очекуваме дека и тука нема да има некои битни колебања, дека цената на светската берза ќе се веќе е стабилизирана и ќе остане на ова ниво кое е задоволително за една позитивна работа во Бучин. Никола вели дека иако вложените средства не се големи, проектот е од огромно значење, како за Бучин, така и за Радовиш, бидејќи металите ќе бидат извадени, а јаловината ќе биде пошумена. Од друга страна пак и во криза новото производство ќе обезбеди работа за 40 на радовишани. Од друга страна е многу битно што тој бакар ќе се вади главната количина ќе се вади од јаловиштето кај што е складирано околу 140 милиона тона на јаловина во изминалите 30 години и во наредните 20 на години практично се решава еден многу важен еколошки момент. Ќе се извади металот од јаловината, ќе се умртви јаловината и таа натаму нема да представува опасност за човековата околина. Тоа е по мене не голема инвестиција, ама капитална и за Радовиш и за Македонија. Рудниците годинава работат со полна пареа. Само во Бучин двојно е зголемен ископот. Првично планираните 6 милиони тони до крајот на годинава со сигурност ќе бидат надминати, при што очекуваат производство од над 12 милиони тони руда и јаловина. А овој несекојдневен потек во рударството само ќе го продолжи животниот век на рудникот за уште 10 години.